Струмица честопати говориме дека е одбојкарски град, тоа го потврдија и во оваа првенствена сезона 2022-2023, каде што имаме 5 прволигаши, 2 во машка конкуренција и 3 во женска конкуренција. Кога знаат одбојкарите или одбојкарките да слават на теренот, секогаш публиката велат браво девојки. Но кога имаат пораз, тогаш камења фрлат по тренерите, со сугестии дека требало да се повика тајм-аут, требало да се направи измена и така натаму и така натаму. Во овој свој каст на Биди свој, кој што го реализираме од Тео Хаус Струмица, наши гости Александар Митев, тренер на ОК Наковски волеј и добро вечер, и Атанас Милев, помошник тренер на ОК Струмица Никоп. Благодарам што дојдовте на овој свој каст. Реков и не знам дали ќе се сложите, дали вината е превземате на своји плеки кога девојките или момците губаат на терен? Или нели ги слушате публиката кога велат, абе тренере, што не ја повлечеш? Милев? Значи, јас како тренер прво секогаш ја преземам одговорноста врз себе. Значи прв сум јас тој кој што е одговорен за успесите и неуспесите, а потоа се играчите. Значи тоа е моето мото. Да, ама кога слават одбојкарите на Струмица Никоп, тогаш велат браво, браво Васе, браво, да не ги наредувам сега. Никој не вели браво Милев или браво Ричлиев. Добро, секогаш играчите се нели на прво место како тие кои се најзаслужни, меѓутоа за да стигнат играчите до некој ниво и да го направат тоа што треба да го прикажат на теренот, тренерите се тие кои што ја креираат тактиката и начинот на играта кој што ќе биде. Значи за поразот камењата нека бидат по тренерите. Да, секогаш е така, да. Митев? Значи ние како тренери мораме да преземеме одговорноста, да ја тргнеме од плеките на девојките за да може тие послободно да играат. Кај машките не знам како е, не сум бил тренер на машка екипа, но кај женските мора малку повеќе да бидат ослободени за полесно да играат и да ја постигнеме целта. А тоа што рековте за публиката, тоа е нормално. Тоа е таму и да навива и да дава подршка, но и некогаш и да дава и критика. И критика. Добро, мене ми интересира во оваа бурна атмосфера, дали е во машка или во женска обика, ги слушате овие псовки, викања по тренерите, абе повлечи ја, не знам, дали ги слушате или сте сконцентрирани само на играта? И порано како играчи, поготово и еве Јатанаски се сложи, не. Значи публиката е исклучена од нас. А и како тренери сега не ги слушаме воопшто во текот на играта. Кога е тајм-аут може некој да довикне, па да го слушнеш, инаку во текот на играта не. Исклучени сме од публиката и сме насочени само кон тоа што се случува на теренот. Мери, не знам како ти е со спортисти, тренери кои што се во овој свој каст. Колега, јас чест ми е да бидам со тројца мажи во подкастот, за разлика од минатиот подкаст. Да, кога јас бев малцинство. Да, чест ми е да бидам и со двајцата тренери. Јас би почнала малце од друг аспект. Ма не, легитимно беше ова прашање да ги кога губат, оти знаат вообичаено нели кога сме во публика знаеме и да искритикуваме, абе зошто не го повлечеш, не ја повлечеш, повикај тајм-аут, сега му е времето или доста повика тајм-аут и така натаму. Знаеме тоа да го префрлиме како посетители и гледачи од повели. Да. Јас знам дека вие сте тренери, тренирате со млади деца, со мали, прилично мали деца и би го почнала разговорот од тој дел. Колку дечиња во моментот тренираат? Зборуваме за малите деца, па потоа ќе се надврзем на колегата на овие успеси и резултати кои ги остваруваат. ОК Наковски волеј има групи на деца кои офаќаат деца од прво до пето оделение. Прво оделение се помалку, бидејќи ја менуваат наставата попладне, наутро и така натаму. Значи најчесто се деца од второ до пето оделение и се помеѓу 70 и 80 деца кои се уфатени до пето оделение, кои одат попладне на настава. Децата се срекни, желни и редовни на тренинзи, постојано, тие тренираат 3 пати неделно. Сега се кај нас поделени во 2 групи, бидејќи се многу деца. Значи тие деца што се пето оделение тренираат посебно, 2 пати неделно, тие се понапредни да кажеме, бидејќи кај малите деца секоја година има огромна разлика помеѓу децата. Кога ќе пораснат веќе разликите се намалуваат, но кај помалите деца тие разлики се очигледни. Така да тие деца што се пето оделение, веќе ги припремаме полека
и со посебни вежби за кога ќе дојдат 6-7 оделение, кога ќе почнат надпреварите, да бидат спремни. Така. Станува збор за женски, вашиот Да. клуб, ти си тренер на девојки. Што е со машките? Каков е интересот кај Кај нас момчињата за одбојка? ситуацијата е малку поразлична, значи интересот за разлика од девојчињата кај машките е малце помал. Значи кај нив има поголем квантитет, да кажем, Да. значи поголем интерес девојчињата, затоа што мислам дека одбојката за женските е најпривлечна и затоа има тие поголем интерес. Додека кај машките имаме повеќе спортови, тука е на прво место фудбалот, па кошарката, па потоа доаѓа одбојката, така да ние имаме малце поголем проблем со понаоѓањето на децата. Меѓутоа нашата школа исто така брои некаде околу 60 до 70 деца во сите категории. Значи што ги имаме во пионерска, кадетска и младинска категорија. Па не е мала бројка во секој Па случај. да, да, меѓутоа, знаеш, треба да има малце поголем квантитет за да може да се извади после поголем квалитет. Ќе се навратиме, Милев, на тоа прашање како да ги привлечете младите деца или тинеџерите или учениците, еве да кажам условно, кон одбојката, но со оглед дека ова е спојка на машки и женска одбојка, своевремено беше и ти дел од женската одбојка, беше тренер на Струмица жени, лично ме интересира. Со кој е полесно да се работи на тренинзи, на надпревари, дали со девојчиња или пак со момци? Дефинитивно мој став е дека со машките се работи малце полесно. Значи, Зашто? полесно. Јас имав искуство, значи да работам и со жените, меѓутоа со машките сега е малце полесно. Не знам како да кажем, малце полесно капира, че викаме, значи кога ќе им кажеш нешто, значи полесно допира до уши и тоа што ќе го каже, значи полесно се спроведу. Кај женските, еве и Јаце може да потврди, значи тоа е малце потешко. Ти кажуваш едно, што викаме од овде влегува, од другото излегува. Ама внимавај, сепак ќе те слушат. Аце, дај, молим. Тоа е реалност и мислам Кажи дека нешто Аце ќе подобро. може и ќе го потврди тоа, Не затоа смеам што да Кажи не нешто го подобро во одбранам моја тоа, одбрана. значи Да. кај девојчињата е малку потешко, тоа е точно. Кај нив еве некоја вежба или било што треба да се каже, треба да се донесе до автоматизација. И за тие полесно да го работат. Значи во моментот ако го кажеш е многу тешко да се спроведе, кај машките е малку полесно, но пак ќе кажем од друга страна ќе се надоврзам, проблемот што кај нив е со квантитетот, кај нас е проблем што девојчињата после 18 години не знаеш колку можеш да ги задржиш овде да продолжат со одбојката професионално да се не занимаваат. Да. Значи кај нас 80%, 85% од првата екипа се средношколки. Само 4 девојчиња не се средношколки. Значи друго е кога тие 14 девојки ќе бидат по 20, 22, 25, 28 години и тогаш ќе биде многу полесно да се работи. Значи се осеќа одма разликата со помалите како се работи и со поголемите девојки веќе кај нив е многу полесно. Со нив многу полесно се работи. Извини, Мери, вака слушајќи ве дека потешко да се работи со девојките на тренинзи при надпревари, значи дека тренерите на женските екипи земат и поголема плата? Па би требало. Тоа е до буџетот на клубовите. Така да, Не, колку има ако е буџет потешка клубот, работата така со да. девојките, тогаш и поголема плата треба да земат. Ај, не смеам тоа нешто да го кажам овде јавно пред камера, но ќе треба да ни спремат едно место таму над техничкото. Мери го начна овој разговор со тоа како да ги натераме, односно како да се работи со деца и направивте една лична карта за и околу интересот. Многу е важен тој психолошки или методолошки пристап кон децата. Сепак станува збор за деца кои што за прв пат се соочуваат со спорт, со топка. Вие ќе морате да ги насочите не само кон елементите на спортот, туку и на некој одговорно одесување, сепак да преземе некои одговорности, некои обврски за доаѓање редовно. Како е да се работи? Предпоставам сте били со млади оние категории, не само со сениорските состави, туку сте работили со помлади. Една компарација, сениори и пионери, ајде да кажеме. Па како што рече ти, значи прво децата треба да сватат дека за да се биде спортист не е лесно. Значи треба да се одречеш од многу работи за да значи да постигнеш нешто во спортот. Еве јас и Јаца да кажеме сме биле професионални спортисти, сме играле заедно во националниот дрес,
Така да, значи, за да стигнеш до некој ниво, да кажем врвно, треба да вложиш многу труд и да се одречеш од многу работи. Така да мислам на децата уште од мали треба тоа да им се внесе во глава и да можат да разберат, да им се објасни дека сите не можат да бидат, еве ќе земам од фудбалот, Пандев, сите не можат да бидат Перо Антич или во одбојката, не знам, тука Милев, Георгиев, не знам Митев. кој таму биде, да, така натаму. Така да тоа треба уште од мали нозе на децата, значи да им се укажува и да се трудиме да им го пренесеме тоа, за да можат потоа да со текот на времето, со развој, значи се повеќе и повеќе да се насочуваат кон правиот пат. Мите, предпоставам дека во Наковски воли во она најмлада конкуренција, или ајде да кажам пионер, или како ги водите, или петлиња, или не знам како. Тие се мали деца. Тоа е, таму е најголемиот филтер кој што Да. како е да се работи со една плејада на деца, не се 10, 15, 20 девојчиња, туку можеби ги дојдат од на 40 кои што представува и контрола сепак е на секое движење. Значи, прво, тие деца мора да се насочат, како што рече Јатана, да се насочат на правиот пат. Децата мора да се научат на општа култура. Прво, влегуваат во собликувална, се пресобликуваат, знаат како треба, чисти патики, опрема за спорт. Влегуваат во сала, постројување, мора да слушаат што им зборуваат тренерите, не смеат да се однесуваат како да се дома. Значи, таму се на тренинг и тоа е нешто посебно. Таму се учат на ред и на дисциплина. Ние ги спортска култура и дисциплина како што ќе им тера понатаму во животот. Значи тоа е една основна лекција за животот. Како треба да се однесуваат понатаму во животот. Ако тие се научат на ред и на дисциплина на тренингот, ќе немаат проблем понатаму ни во училиште, здрави понатаму и на факултети, на работа, основаат фамилија и така натаму. Значи тие ќе имаат општата дисциплина, ред, култура, како треба да се однесуваат спрема животот. Да, ама тоа е, да, повеќе. Да, јас би се навратила малце тука на малите деца. Знам дека има голем интерес во моментот. Јас сум родител, јас имам ќерка што спортува и внуци и така натаму. Малите се сите ангажирани на повеќе активности. Тоа мене ме интересира. Знаат да одат и на одбојка, и на англиски, и на кошарка, и на фудбал. Колку родителите имаат влијание во тоа децата да се одлучат што ќе тренираат и кој ги насочува? Дали вие тренерите имате поголема улога во сето тоа или родителот има улога во тоа детето да биде насочено во истинскиот правец? Како мали доаѓаат уште од мали, например, тренираат одбојка. Меѓутоа, дали се посветени целосно на одбојка? Или доаѓаат поради тоа што е тренд да се оди на тренинг и на одбојка? Како ги дефинирате? Има секакви случаи, значи има деца кои од сега сакаат да бидат спортисти, тргнувајќи од поголемите, како што рече Атанас, идоли имаат во било кој спорт и сакаат да бидат спортисти и се гледаат така. Но има деца кои одат на неколку работи, јазици, музичко, спорт и така натаму. Разликата е во тоа што родителите почесто ги насочуваат децата, ако треба нешто да се одрече, ќе се одрече од тренингот, отколку да се одрече од јазикот или од одењето на музичко училиште. Значи секој страда тренингот, каде беше денеста не беше на тренинг, бев на англиски, бев на музичко, бев на германски, значи од таа страна родителите повеќе ги насочуваат на јазик или на музичко отколку на спорт. Иако мислам дека кај малите деца најважно од се е спортот, да спортуваат. Јазикот може да се научи, сега детето ако е талентирано за музика, нормално дека ќе оди на музика. Но ако не може секое дете да биде талентирано за музика, но за да се развие детето правилно, мора детето да оди на спорт. И двајцата сме начин на живот кај што децата рековме и немаат многу физичка активност, немаат некои игри да можат да играат како некое време кога сме играли ние пред зграда или таму вамо. Единствено им остануваат часовите по физичко во училиште и другото е значи да доаѓаат да спортуваат некој спорт, да се бават со некој спорт и затоа имаме големи, да кажем, аномалии, ние го пратиме тоа во училиштата, пошто и двајцата сме искривување кај децата се јавува уште од многу мали, да не кажем и некои посериозни болести, диабетис и така натаму, сега да не би навлегнем во тоа. Гојазноста сето тоа е значи недостаток на физичка активност.
Тоа се сведува на недостатокот, значи на физичката активност. Мери го спомна пред малку дали родителите. Сепак јас сметам дека нели главна улога имаат според мене, тоа е мој став, клучна улога имаат и родителите, пред се во тој дел на физичката активност. И мојата девиза е секогаш подобро спортувај, отколку да седиш пред мобилен телефон и пред компјутер, бидејќи тоа пак предизвикува сосема нешто трето. Колку психолошки, колку действувате со совети и кон родителите? Сепак вие сте и со врска и со родителите на децата, бидејќи знаете, можеби рече од помодарство ќе оди на тренинг, па нема да дојде на тренинг. Колку таа релација ја имате со родителите, кои што според мене се клучната улога да го насочат детето да биде физички активно? Еве сега јас ќе кажам од моја гледна точка. Значи има деца, како што рековме, значи доаѓаат на тренинг. Секој дете не може да биде спортист, секој дете не може да биде музичар, така да. Сега, ние како ментори или да кажем како скаути, кога ќе видиме значи некое дете дека може да биде нешто од него, значи има некој талент, некоја моторика за спорт, ние веќе ги повикуваме тука родителите и почнуваме со нив да разговараме затоа што тоа дете има некој талент или дарба за спорт и ќе биде добро значи да се насочи во тој правец. Сега некој дете ако го видиме кое што е пуштено само, да кажеме сега рекреативно значи во тоа, не можеме толку. Не значи дека не може да биде, значи од мали нозе може да биде, ама со текот на развојот може и тоа да достигне некој ниво. Така да секогаш ги пратиме сите деца како се развиваат, меѓутоа онаа кое што има талент дете се гледа уште од мали нозе. Значи по самата моторика ние можеме да го забележиме дека тоа дете има значи одскокнало од другите деца и тогаш мислам дека треба да се разговара и со родителите и да се насочи тоа дете да оди по тој пат, значи да може правилно да се развива и да му се даде значи можност. Да, дали влија, сакав да прашам и за тебе може исто, колку влија и надворешната средина, средината во која живее и се развива тоа дете, исто врз начинот на кој ќе се развива како спортист. Со денешните и технологии, децата се насочени повеќе и пред компјутери, и пред телевизори, и пред телефони, и тоа искрено многу им влијае на самите деца. Родителите имаат голема улога и ако ги пуштат децата, ако ги насочат на спорт, ние уште повеќе како ментори таму и како учители и како тренери ги насочуваме децата дека за нив најважно е да тренираат спорт. Не мора да станат врвни спортисти, но за правилен развој на телото, децата е добро да тренираат спорт, без разлика каков спорт. Значи и како учители и децата во училиштето ги насочуваме, деца тренирайте спорт, тоа е правилно за ваш правилен развој во понатомошниот тек на вашиот живот. Со оглед дека сте просветни работници од делот на физичката култура, некако спомнавте пред малку нешто кое што мене ме загрижува, а претпоставам дека треба да ги загрижува и сите родители во однос на тие аномалии, гојазност, искривена рбета. Како е тоа? Вие сте со години просветни работници. Дали се тоа го збориме, значи таа намалена физичка активност, таа неактивност, тие телефони, нон-стоп седење, значи нема игри надвор, трчање, движење, значи и тоа доведува до тие аномалии, таа гојазност и сето тоа, значи. Го забележувате тоа во училишните клупи? Правиме мерења, значи секоја година децата се мерат, висина, тежина, правилно држање на телото и веднаш се забележуваат децата кои имаат лоши држање. А искрено има доста висок. И гојазност и многу лоши држања, поготово сколиоза во страна, лошо носење на чантите, многу книги во чантите, лошо седење во страна, стоење на една нога и така натаму. Значи се тоа влијае на правилен развој. А мускулите ако немаат физичка активност се млитави, значи не се развиени мускулите, не се издолжуваат, не се јаки мускулите да го држат телото и рбетот прави. И скелетниот систем го држат мускулите, значи колку повеќе поразвиени мускули, и затоа толку повеќе правилно децата имаат проблем со правилното држање на телото. Не, само сакав порака една да упатам, ова би требало до сите родители едноставно да размислат за своите деца, да бидат пофизички, односно да бидат физички поактивни. Не мора да биде одбојката, иако сте доаѓате од одбојката, нека тренираат, нека спортуваат, нека рекреираат, па јас би кажал и самите родители да се вклучат во физичката активност заедно со нивните деца, на тој начин и на рекреација по тримпатеката ќе биде во функција
Тоа ми Се е беше во функција. Имаме одличен пораката. парк, имаме трим патека каде што децата може да се рекреираат. Со оглед дека слушнав еден страхотен податок дека процентот на ваквите аномалии кај малите деца во однос на сколиоза, оние што ми ги спомнавте, не е мал, така да ќе мора да внимавам, а претпоставам дека и како просветни работници тоа го укажувате таму во вашите училишта. Да. Колешке? Сакаме на компарација да направиме, еве, кога ние бевме мали, немавме многу можности за толку многу спортски активности. Единствено што беше опција да се тренира е на часовите по физичко воспитување во училиште. Па немавме такви проблеми како што сега имат децата. Па добро, Атанас рече дека своевремено ние се собиравме пред зграда, пред куќа, во мало, игравме фудбал, се сеќавам како мал гоничка и така натаму, за да не зборим нижничка, така. Ова сега го нема. Ова го има само на мобилните телефони, кои што сметам дека ќе мора да се редуцираат пред се младите, иако тешко дека ќе можеме да ги сменеме овие глобални навики, но ќе мора и родителите да посветат поголемо внимание да спортуваат и рекреираат. Да. И да бидат чинители заедно со до збор, овој подкаст од тројца мажи. Ето. Не. Ми беше прашањето за програмата во училиштата. Дали ги задоволуваат потребите за физичко образование? Разговаравме пред да почне подкастот. Нешто начнавме, затоа сакавме да дискутираме. Ние сме наставници на деца од прво до пето оделение. Да. Че јас моментално сум на трето и на четврто оделение. Програмата е направена од Бирото за развој. Не е добра е, но не е, да кажам, одлична. Да. Значи може да се направат некои промени. Четврто и пето оделение добар дел од програмата и се поклопува, значи може малку да се промени, за да може и децата да имаат разновидни часови и уште повеќе да се залагаат на часовите по физичко и здравствено образование, бидејќи тие деца сакаат да играат спорт, но треба да бидат насочени. И да им биде поинтересно. Да им биде поинтересен час. Милете, ти си овие ниски оделенија или? Да. Добро, јас пред да поставам прашање, се согласувам со тебе, но влијат многу фактори. Иако ова е еден исчекор, до пред 4-5 години немавме ова е одлично. односно физкултурци кои што тогаш се занимава оделенските наставници. Сега специализирани лица, просветни работници кои што се со факултет за физичка култура се вклучуваат во тој процес, ама сепак зависи и од условите. И од опремата. Ако нема во одредена спортска сала разбој, не знам, да не ги набројувам реквизити, тешко дека ќе можеме само Но е за разлика од порано тоа што го рековте, кога учителките ги држаат часовите, сега е многу подобро за децата, бидејќи часовите редовно се држат и децата имаат физичка активност. Со математика или македонски. Така. Тоа беше нормално во наше време. Море сакам тука да ве прашам нешто јас друго. Вака трето, четврто веќе оделение и гледаш едно девојче кој што е вака има афинитет по одбојка, знае како да сервира, како ја повикуваш веднаш или велиш Има разговор, значи ми се случило со Одма лобирате ви однаковски волеј, преку учителките, значи да тие деца стварно ќе имаат афинитети да одат на спорт. Зависи за кој спорт. Има со колегите разговарав што се во погорните оделенија, значи деца има кај мене што се четврто оделение што ги бива за фудбал. И насочуваш децата да одат на фудбал. Дете го бива за кошарка, оди кај колегата по кошарка, запиши се, тренирај, развивај се и така натаму. Значи си помагаме меѓу себе за да колку можеме. Да, па ние сме тие првите ментори кои што ги пратиме и ги гледаме децата што речаат се, значи кој дете ќе видиме дека има некој афинитет за некој спорт што може да го биде, го насочуваме, значи во тој правец. Што треба да се види еден добар спортист? Ајде да не кажам не од типот се Атанас Милев и кој достаса до репрезентативниот дрес. И што треба да се види еден добар успешен спортист? Ајде да тргнеме Атанас Милев од мали нос. Како прво, за мене, значи, во модерниот спорт веќе како што е стигнат, за мене прво е, значи, треба физичкиот изглед на децата, значи, треба е прво и основно. Значи, висината. Во нашиот спорт, значи, прво и основно е висината. Па добро, и во кошарката треба висина. Значи, порано беше кошарка, значи, ако е висок игра кошарка, одбојка може и ваква, ама во денешната одбојка, значи, веќе нема играч, да кажам, испод 2 метра веќе во машката одбојка, во женската одбојка испод 185 веќе нема играчи, значи во женската, во машката
дојдоа веќе иста висина со кошарката, значи се изедначија, така да физичките предиспозиции за мене се прво и основно. Значи ако имаш, како да кажам, суровина од нешто да направиш, значи можеш да направиш. Ако немаш суровина, колку и да биде, колку да се трудиш, Добро, ако не има можеш. физички атрибуции, како понатаму? Што е треба да прави? ги- Тренира, Да, нон-стоп? па најбитно е работата. Значи правилната работа, значи работата, тоа што кажавме да се одрече од многу работи, да оди по тој правец како што треба. Од кои работи се да се раз- одречи, Милев? Еве да кажеме сега со другарчињата треба да излезам да направам тоа, да го испуштам тренингот. Не, прво треба да ти биде тренингот, а потоа да ти биде значи дружбата со другарите или тоа. Ами тоа е ограничено, претпоставам не може да излегува до раните утрински часови, претпоставам. Така, ако имаш значи утре тренинг или надпревар, не можеш да седиш со другарите или да излегуваш до касните часови, така да утре треба да бидеш спремен за надпревар, значи да можеш да го дадеш секогаш максимум. Исте рецептот и кај девојките? Правилната Исто исхрана. е секаде, значи поготово како што спомна Атанас, значи генетските предиспозиции се многу важни. Прво што кога доаѓаат мали девојчиња, ако дојдат со родители, гледаме колку и се родителите високи. Значи генетски предиспозиции мора да има. Треба високи деца, но е многу тешко. Одрекувањето од излегувања. Јас имам еден таков метод. Значи има 3 работи: излегување, школа и спорт. Трите работи не одат заедно. Мора од една да се откажеш, 2 работи одат заедно, или имаш спорт и школа, или имаш спорт и излегување. Трите работи заедно не можеш никако да ги поврзиш. Не одат трите работи заедно. родителна Може само да прашам Како? нешто. Извини, вршите ли контрола вие? Да, Навечер. да. Кај ви сте девојките, Прашајте ја како? вашата колешка, ќе ви Јас каже. можам, да, јас можам Ќе ви да... потврди. Ова значи дека Јас сум пример мите колега. во 12 или 1 час од попомок ќе прошета по кафичиве Нема да види. проштеш по кафичите, ќе пратиш порака да ти пратат слика дека се дома. Јас сум жив пример колега дека ако јас кажам нема излегување, знаат и да не ме послуша мојата ќерка и да излезе. Меѓутоа ако тренерот каже нема излегување, утре има тренинг, тие седат дома. Добро, така се гради тој спортски Тоа е, дух, таа култура. Добро го рече и Митев дека не одат многу работи Тие заедно. работи не може заедно да одат. Значи децата во, ајде да кажеме, средношколска возраст, во пубертетска возраст, сакат и да излегуваат, и школата им е битно, и спортот сакаат секаде да постигнат. Трите работи не одат никако. Можеш да забележиш некоја девојка која што синоќ е била излезена на утредента на Како дојде на тренинг, таа се знае. Подобро јави се каже не доаѓам отколку Така. не може да Добро, тренира, не се секогаш во способни за спортот- тренинг. Одма се приметува, право. во спортот е потребна пожртвуваноста. Ги начнавме некако условите за тренинзи. Повели? Да. Сакав да прашам и вие како клубови, не само во училиштето, во генерално програмата што е, како клубови имате тренинзи секоја вечер, секој ден. Во какви услови тренирате со дечињата? Добри услови, што може да се подобри, што е ваш предлог, какво е За вашето хигиената, да мислење? кажеме, од салите е во ред. Но проблем имаме со салите, ајде да кажеме, ние во средното земјоделско училиште и го немаме тој проблем со загревањето на салата, но во другите сали, сите сали други во Струмица, проблем е загревањето на салите, зимно време и Ладните летно сали време секогаш е се најголем голем проблем. Тоа е уште од ние кога бевме деца, значи тие се основните проблеми што се јавуваат секогаш. И тоа представува проблем и за Па не може да- за децата не нормално може Значи, да- не е вршење проблем, тренинг. тоа е многу голем проблем, затоа што, како што рече Аце, ние значи, тренираме во услови добри, еве, кој ќе почне сезоната од септември до некаде до ноември, додека не фатат тие Студени. големите студови, и потоа почнува еве сега од март, додека заврши првенство до април-мај. Потоа почнува жешките горештини и пак немаме услови. Така да ние имаме некои 4 месеци што може значи децата, а и првотимците значи да тренираат во услови како што треба, како што доликува. Како се сноѓате со термини? Бидејќи и Нико, претпоставам и Наковски, освен сениорки имате и кадетки, имате и младинки, и пионерки. Секогаш е проблем термините како е? Да, секогаш е проблем со термините. Јас ќе кажам, кај нас фали значи уште една спортска сала, затоа што без инфраструктура не можеш да развиваш спорт.
Значи сигурно ќе се сложат и другите колеги во другите спортови, затоа што термините секогаш се кнап и се бориме значи да дојдеме до некој термин плюс, затоа што имаме, како што речи, многу категории, пионери, младенки, кадетки, па сениорски тимови. Сениорски тимови тренираат попорционално и наутро и навечер. Така да мислам дека школските сали ги има, но меѓутоа се зафатени со школо, значи ги користиме после Класична спортска сала. 19 часа. Значи нас ни треба една спортска сала која што ќе биде наменета плюс само за спортовите без да биде значи користена од училиштата, што ќе си биде И од рекреативци. Од рекреативци. Бидејќи често Затоа пати што велат дека не можеме да дојдеме бидејќи тој термин е зафатен од Па и тоа е рекреативци. точно, да, се слагам, да. Да. Се Вие согласувам со Димитар Влахов средна спортската сала, рековте немате услови, но и таму е зафатена до 19 Таму е часот. зафатено до 19, значи таму тренира само нашата сениорска екипа. А Другите- останатите? Останатите тренираат во останатите спортски сали. Во спортска сала Парк, во Видој Подгорец, во Партизан, каде наоѓаме термин таму. Значи, дали останувате на ставот, мислам, еве, Атанас го кажа Тоа е, дека да. е потребно Така е. е, потребно е Ние ќе уште се една бориме и класична нема спортска сала. да како да кажем да се откажеме од тоа намера, значи ние до сите институции тука и до општина и до сите значи ќе се бориме да можеме да изискуваме да може да се направи или да се овозможи услови уште едни да може за една спортска сала кај што ќе можеме значи да работиме порастеретено, така да кажем. Да, да. Добро, во секој случај спортската инфраструктура си го прави Да. своето. Јас би сакал, малку го зашавме, мислам дека Атанас ти го спомна, дека во градењето на тој спортски, на таа, за да се биде квалитетен спортист, е важна и таа исхрана. Колку младите, односно вашите спортисти внимаваат на исхраната? Дали здраво се хранат и која она порака како тренери кои што сакате да ја упатите до не само спортистите, туку воопшто до младите? Еве се јас лично, така да кажем, еве од машките, после Аце ќе се надоврзе на мене сигурно. Јас мислам дека децата не се хранат многу здраво и тие не се едуцирани како треба да изгледа едно спортско мени или која е храната која што треба еден спортист да ја конзумира пред надпревар, после надпревар, значи и така натаму, за да може значи и телото да се регенерира, да биде спремно значи за надпревар, да може после надпревар повторно да се регенерира, значи тука има некои работи кои што треба, пак ќе кажам, не се криви и самите деца, туку ние треба да ги едуцираме, да им кажеме што треба и како треба да се исхрануваат, така да јас веќе тргнувам на тоа, на моите играчи, дури и на првиот тим, значи да им налагам, да им давам некои совети како треба да се исхрануваат пред надпревар, после надпревар, каква суплементација треба да земаат за да може побрзо да се регенерираат. Така да Добро, Тоа е нормално, да, така е, но сакам да се надоврзам. Да. Тие имаат, денешните спортисти имаат многу полесен начин како да дојдат до правилна исхрана. Да. Значи имаат интернет, имаат многу поголема достапна литература за разлика од нашето време или пред нас, што биле спортистите. Значи тие со 2-3 клика може да најдат како правилно треба да се храни еден спортист. Ние тоа нонстоп го зборуваме како треба да хранат, како треба да се хранат, колку да внесуваат, колку часа пред надпревар или пред тренинг треба да се хранат, што да внесуваат навечер, да не јадат тешка храна навечер и така натаму. Но искрено, значи тие некои посветуваат, некои не посветуваат. Тие што сакаат да посветуваат внимание на себе, го посветуваат. Но јас можам да му кажам на спортистот ова и ова, но тој ако не сака, јас не можам дома да му одам и да му кажам што да јадам. Да, кај малите пак се враќаме на одговорноста на самите родители. Самите родители се тие да одговорни бидат, за тоа. Добро, учнат здравата момент храна, јас би ја практикувал буквално и за млади, и за стари, и за возрастни. Да, бидејќи тоа е сепак за сите. Да, но кога станува збор за спортот, секогаш ќе мора она што го кажа, што да се јаде пред надпревар, пред тренинг, бидејќи тогаш се трошат и една многу калории. Лешки, извини. Јас сакам само, еве, привршуваме со А има уште подкастот. 3 прашања. Може слободно. Колега, ништо повели. Сакав Да. завршно, меѓутоа че Не, јас би Има сакал, уште, добро, би ќе сакал дискутираме. лично да ги прашам, бидејќи и од машки и од женски клуб имаме, кој е клучниот играч во составот на еден одбојкарски тим? Коректор, примач, либеро, центар, кој е оној клучен играч? во нашата игра
Сега се после пак нека се доврзе Тешко како ја, прашање. значи тука нашата игра е поврзана. Тоа е еден склоп, еден синџир кај што сите играчи мора да бидат, значи да работат Јас како не едно, разбирам Милев, за да но може кој е да оној функционира. креатор? Кој е оној креатор? Креатор Кој е најважниот? Најважниот е позицијата на техничар. Намерно не го спомнам. Бидејќи- Затоа што тој е моторот на целата игра. Значи тој креира се и играта зависи од него. Значи коректорот може да биде или примачот не знам колку добар или либерото, ако нема значи кој да ја креира таа игра. Ама имам Значи јас се- впечаток дека некако ми фалаат квалитетни техничари овде во Струмица. Тоа е тешко. Па да, Тоа е најтешко да се направи. Да. Техничарската техничар- позиција е една од најтешките позиции, затоа што, како што реков, тука е голема улога игра, јас мислам и интелигентноста, значи колку Мора, е да. играчот интелигентен, за да може да ја креира таа игра. Значи тука, пак ќе кажам, врвните техничари се тие не само со физичките предиспозиции, него тие и ментално колку се. Па добро, колку дали се позади ќе намести што викате или напред или лево или десно или од втора линија, не е важно. Има уште едно прашање, кога станува збор за овие тајмаути кога ги викате. Велате да се прекине серијата на противникот, тренерот Милев или тренерот Митев го повика, односно го искористи правото на тајмаут. Има ли тоа психолошко влијание, демек со тоа што ќе го повикате тој тајмаут ќе ја прекинете серијата на противникот? Не знам. Навистина сакам Некога да... се погодило после тајмаут противникот да сгреши сервис. И ќе кажеш, браво, тренерот повика тајмаут во право време. Но тоа е се до психологијата на самите играчи. Прво нешто што укажуваме ние, ако противничката екипа тренира тајмаут, после тајмаут тоа е правило, значи така и не учеле нас додека ние бевме играчи, после тајмаут сервис не се греши. Но ако Ако повикаш... го сгрешиш сервисот, ако- значи тренерот Тренерот е се добар. добар. значи. Добар излегол Да. тренерот што повикал тајмаут. А откако ќе ги искористите двата тајмаути, па правите замена. Тогаш правиме заменик Чисто како да се повторно. направи прекин во играта. Само збор... Види, делува поради тоа малку психолошки, деконцентрирано, има некои тренери, еве Па, јас сум имал, тактизираат, еве јас сум имал со да кажеме, време, па да не се во брза. мојата кариера сум имал случаи каде што тренерот ќе почне, значи намерно некое расправија со некој играч, еве влезе малце порано, па судијата, па види го, ако тоа не е точно, него тој ствара некоја паника, види го влагати, еве, на пример, техничарот, Техничарот пред време влага. да, пред време влага, види го таму ваму и ти самиот веќе на тоа ти делува некако психолошки затоа што ти си мислиш дека стварно влегуваш порано и малце мислам насочува дека ти твоето го насочува внимание. твоето внимание, тоа што си сконцентриран, те насочува кон друго, да се сконцентрираш, да кажеме на тоа влегување, да не влезеш па да не ти свири судијата, значи порано. Така да има некои Да, работи што мислам дека Ако се навратам вака хронолошки, имало гафови и од Наковски воле и од Струмица, кој за време на тајмаутите. Што им кажувате на вистина, сакам да знам. Што им кажувате? Бидејќи тоа се 60 секунди додека Кога- дојдат, на вистина Како многу ги малку мотивираат време. за 60 Што им секунди? кажувате? Кога учиш да бидеш тренер и кога читаш низ книги, прво нешто што пишува таму, да не се навреќаш на противничкиот поен. Ако си нервозен како тренер, прво нешто што ќе направиш е се навреќаш на претходниот поен. Зошто ти изгреши ова, зошто ти изгреши она, зошто вака не направи, значи сакаш да влезеш во главата на спортистот. Но како нормално прво нешто што треба да се направи на тајмаутот е да ги смириш играчите. И да ги насочиш што треба да направат, а не што направиле претходно. Тоа е разликата. Поминало, завршило И што им викаш, се Миле? олеко. Што им викаш? Смирете се, сконцентрирано. Па да, ние си имаме некоја зацртана тактика или начин на игра по кој што треба значи да се водиме и да се придржуваме. И значи ќе кажеме тоа што рече Аца, значи тоа било, поминало, завршило тој момент, дајте да се сконцентрираме на тоа што го тренираме, што го вежбавме и што сме го зацртале како тактика да можеме да го спроведеме. Па ти поминаа тие 40 секунди, бидејќи навистина не знам. Да се држиме таму уште 10 судијата победа. А ние женските малку покасно сваќаме, како што кажаате, ништо не разбрах за тие 40 секунди, што треба да направам? Не. Имаш колешки одјава
И за крај, пред одјавата, која е она порака Миле што сака да ја упати до младите во Струмица, впрочем и до младите во Македонија, независно дали ќе бидат утре задутре спортисти или не? Децата што повеќе да земат да спортуваат, да се бават со било кој спорт, значи не само со одбојка, фудбал, кошарка, пливање, така да чисто за нивното здравје, за нивниот правилен развој, така да мислам дека тоа е правиот пат. Сакам исто да значи да го кажам, децата треба да се насочат на спорт. Без разлика кој спорт го тренираат, за правилен раст, развој и за дисциплина, која спомнав и предходно, ќе ги носи во текот на животот. Децата се учат на правилна дисциплина, култура, кога доаѓаат на спорт и така продолжуваат во текот на животот. Да знаат да се носат и со пораз и со победа. Да. Колешке, микрофонот е ваш. Конечно, колега, конечно. Јас ви благодарам многу. Благодарност и до Europe House, што ни го овозможи снимањето уште на еден свој каст. Благодарам уште еднаш и до вас, порака и до родителите, носете ги децата на спортски активности, децата И тие активно да се вклучат и родителите, бидејќи ако родителот него да. Дечки, благодарам што бевте во свој каст на Биди свој во изминативе не знам колку минути. Успеавме некако да доловиме таа тренерска професија, што е она интересно да се биде тренер или да не се биде тренер, што правите, како правите. И да се надеваме на многу успеси, верувам дека ова ќе биде успешна сезона и за Наковски и за Струмица Нико, бидејќи Струмица, рековме, одбојкарски град. Благодарам уште. Благодарам. Пријатно.